Познатата хрватска двојка Петар Грашо и Хана Хулич утрово го добија второто дете, синот Тони. Како што пишуваат хрватските медиуми, породувањето поминало во најдобар ред и мајката се чувствува добро. Момчето го доби името по покојниот дедо на Грашо. Да подсетиме, двојката се венча во февруари 2022 година во црквата Света Доминика во Сплит. Грашо и Хулич ја добија ќерката Алба во јули 2022 година, а пејачот неодамна откри дека неговата сопруга е бремена по втор пат. Во средината на годината Хулич откри дека Алба им донела грст радост во животот. Уживам во секој момент со неа, знам дека брзо ќе порасне и можеби сега едва и чекам да порасне, но кога ќе порасне ќе ми биде жал. Убава е, весела е, донесе нешто посебно во нашиот живот, изјави тогаш таа за Ин магазин. Во истата емисија таа изјави дека Алба сигурно ќе биде пресрекна кога ќе го запознае својот брат. Поранешниот американски претседател и кандидат на овогодинешните избори Доналд Трамп му понуди на раперот 50 Cent $3 милиони за да настапи на неговиот митинг во Медисон Сквер Гарден во Њујорк, кој се одржа во неделата. Раперот ја одбил неговата понуда, како што пишува Mirror. 50 Cent ги потврди гласините дека Трамп му понудил голема сума пари за да го поддржи. Во емисијата The Breakfast Club тој рече дека добил повик од тимот на Трамп. Ми се јавија, но ме бараа за недела, рече тој. Водителот потоа го праша дали е вистина дека бил поканет да изведе својата хит песна Many Men на Републиканската национална конвенција ова лето, што тој потврди. Инаку споменатата песна стана вирална по атентатот на Трамп кој се случи во јули годинава. Доаѓенот на Народниот театар од Битола, актерот Борис Чуревски е годинешниот добитник на највисокото општинско признание, наградата 4 ноември за животно дело. Наградата 4 ноември општина Битола ја доделува по повод денот на ослободувањето од фашистичката окупација. Чуревски е еден од најплодните актери во историјата на битолското глумиште со одиграни над 150 улоги. На сцената на Битолскиот театар помина 41 година, иако се пензионира во 2016 година, не се откажа од актерството. Поважни театарски улоги кои ги остварил се Осман Бек во Македонска крвава свадба, Дон Жуан во представата Дон Жуан се враќа дома, Барон Михаузен во Михаузен, Јордан во Печалбари, Капулети во Ромео и Јулија и многу други. Има и 20 филмски и 15 улоги во телевизиски серии. Глумел во филмовите Трговецот од Солун на Душан Наумовски, Црвениот коњ на Столе Попов, Прва вечер на Димитрија Османли, Прашина и Мајки на Милчо Манчевски. Играл и во сериите Илиндам, Девојките на Марко, Битолски лакрдеи, Втора смена, Големи и мали, Трето па машком, Црвениот поет и други. Добитник е на бројни награди и признанија. Театар комедија ќе има нова премиера на представата Тарзан од Рок Вилчник, а во режија на Александар Јовановски на 2 ноември со почеток во 20 часот. Драмскиот текст Тарзан од словенечкиот драмски автор Рок Вилчник е црна комедија во која комичниот ефект се постигнува со комбинирање на типизирани ликови и неочекувани ситуации во кои се сместени. Диалогот во драмата е лесен и забавен, но со развојот на дејството хуморот станува покритичен и поостар, отварајќи ни голем број неодложни прашања за нашиот материјалистички свет, белото театар комедија. Во Тарзан играат Едмон Сотир Тарзан, Ева Скендеровска Джейн и Столе Мицов Хиената. Преводот од словенечки јазик е на Винсент Вилчник и Зорица Манаскова Станковиќ, костимографка е Марија Ѓоргиевска, сценограф Милан Несторов, музиката на Лука Тошев, а инспициент Нуријамет Рушити.